Собранието ги разреши 8 министри и 2 заменици министри во владата по предлог на премиерот Христијан Мицкоски. Тој порача дека владата нема да биде влада на комфорт, туку влада на резултати, најувајќи нов тим и промени во повеќе ресори. Од првиот ден, кога ја преземавме одговорноста, кажав дека оваа влада нема да биде влада на комфорт, туку влада на резултати. Нема да биде влада во која функциите ќе се сметаат за стекнато право, туку за обврска, што секој ден повторно мора да се заслужува. Тоа не беше политички слоган, тоа беше принцип. И денес покажуваме дека тој принцип важи подеднакво за сите. Функцијата никогаш не била и никогаш нема да биде цел сама по себе. Функцијата е средство преку кое му служите на народот. Од левица обвинија дека оваа реконструкција е вовет на предвремени избори, од кој знам ќе стане дел од владеачката партија. Оваа реконструкција е де факто подготовка на ВМРО-ДПМН за предвремени избори. Се постава прашањето зошто воопшто треба да имаме предвремени избори, затоа што владата е близко до двотретинско мнозинство, одамна не сме имале ваква стабилна влада. Скоро читаме во јавноста дека владата се појачи и со еден пратеник плюс, тоа е пратеникот од Демократската партија на турците во Македонија, значи две уедно имат еден глас плюс и за Бадентер. Значи ние предупредувавме дека знаме краткорочен проект, тоа е партија која што сега е во слободен пат и која што од наредните предвремени избори кои што се известни во пролета 2027 ќе стане девид вагон партија на ВМРО-ДПМН. Од знам ја констатираа идната аналитичко-политичка кариера на Крмов. Вие всушност ја подготвувате идната професија. Знаете дека од собранието и од политиката за вас нема сонце да ве огре и очигледно се подготвувате за политички аналитичар. А можам да ви кажам, и таму леп за вас нема. 3 минути се занимававте со знам, од вкупно 10, 1/3 од времето, изгледа таму е болката, таму ве боли, тоа ви е предмет на нешто што и натаму на изборите ќе ве следи. СДСМ подсетија што имаше, а што немаше во 2 години работа на министерот за култура Зоран Љутков. Имавме македонистика на колена. Немавме конкурс за поддршка на превод на странски издавачи. Имавме Совет за македонски јазик, целосно игнориран од нивните сопствени зборови. Во 2 години имавме географски истражувања, имавме нетранспарентност, 800 тужби за скратени намалени плати, свесно намалени плати и непочитување на колективниот договор. Собранието денес ги разреши министрите за правда Игор Филков за земјоделство, шумарство и водостопанство, Цветан Трипуновски за односи меѓу заедниците Игор Стојковиќ, за здравство Азер Алиу, за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, за локална самоуправа Златко Перински, за култура Зоран Љутков и министерот без ресор Шабан Салиу. Од функциите се разрешени и замениците министри Ѓоко Велковски и Седат Сулејмани. За нови министри се предложени Јетон Шасивари за правда, Сашо Клековски за здравство, Агон Ферати за односи меѓу заедниците, Борче Серафимовски за земјоделство и Ерџан Демири за министер без ресор. Игор Стојковиќ е предложен за министер за локална самоуправа, додека Златко Перински ќе ја преземе функцијата директор на Фондот за здравствено осигурување. Зошто ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски толку инсистираат на промени во изборниот законник и дали ова им отвара можности за изборна манипулација? Прашаа денес од СДСМ низ соопштение. ВМРО-ДПМН реагираа. Најголемиот губитник во блокадата на новиот изборен законник од страна на СДС, ДУИ и Левица е македонската диаспора. Ако ВМРО, ОКГ и Мицкоски се толку силни како што тврдат, зошто толку инсистираат на закон кој овозможува неконтролирана кражба на гласовите од диаспората? Ако се толку убедени во својата победа, зошто им е потребна изборна манипулација? Фактите се јасни. ВМРО изгуби над 150.000 гласови на последните избори. Рейтингот на Мицкоски е на историски минимум, поради секојдневните лаги и неисполните ветувања. Стои во соопштението на СДСМ. Најголема штета од блокирањето на изборниот законник од страна на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ нема да претрпи ВМРО-ДПМН, туку македонските граѓани кои живеат надвор од државата. Затоа ги повикуваме Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ да престанат со блокадите и да покажат одговорност.
за конечно да се донесе изборниот законник во интерес на сите македонски граѓани, без разлика на тоа каде живеат. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати. Бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 поскапуваат за 1,5 денари за литар, па новите цени ќе бидат Евро Супер БС 95 ќе се продава за 87 денари за литар, додека Евро Супер БС 98 ќе се продава за 89 денари за литар. Цената на Евро дизелот се зголемува за 5,5 денари за литар и ќе изнесува 88 денари за литар. Цената на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 4,5 денари за литар и ќе изнесува 86 денари за литар. Во комбе со странски регистарски таблички, инспекторите на Независната управа за јавни приходи на Грција откриле над 2 тона небезбедни млечни производи со потекло од Бугарија, што се пренесувале нелегално во несоодветни услови без ладилник. Комбето било забрано на автопат во близина на североисточниот град Комотини, во близина на границата со Бугарија. Откако утврдиле дека млечните производи, главно млеко, се транспортира без ладилник, ги тестирале, биле оценети како многу опасни за јавното здравје и уништени. Председателот на Србија Александар Вучич денес се објави дека компанијата Mint ќе започне со производство на хуманоидни роботи на 22 или 29 август и истакна дека сега се е договорено со инвеститорот. Ве поканувам во Шабац на 22 или 29 август. Конечно се е договорено со инвеститорот, рече Вучич. Фабриката за роботи во Шабац, рече тој, ќе биде подобра од онаа што ја посетив во градот Џијанг Синг, покрајината Џеџијанг. Ќе има чудо во Шабац, рече Вучич. Во тешка сообраќајна несреќа во Црна Гора загина 21 годишна девојка, а 16 други се повредени. Несреќата се случила во градот Липци на главниот пат Липци-Грахово. Сите патници се српски државјани, изјави директорот на специјалната болница Васо Чуковиќ во Рисан, Дино Пањако. Повредените по несреќата биле пренесени во болницата во Рисан. Една 21 годишна девојка им подлегнала на повредите. Во несреќата учествувал минибус кој се обраќал од правец на Никшиќ. Виница живее со павловденските свечености и богатата програма во чест на заштитникот и долгата граѓанска традиција. Одбележувањето започна со архиерејска богослужба, продолжи со литија и свечена седница на Советот на општината на која беа доделени награди, благодарници и признанија. Ова признание е огромна чест за нас. Прво сакам да се заблагодарам на градоначалникот и на општината. Без нив и без бизнис секторот ова немаше да се случи. За мене ова награда ми многу значи за се што сум постигнал во гимназијата и за се што имам во Виница. Ова награда ми значи многу, градоначалникот не мотивира сите со овие награди. Многу сум среќна што учев овде 4 години и што ја добив оваа награда затоа што вложив многу труд. На свечениот момент на доделувањето градоначалникот Митко Костадиновски изјави: И денот кога со особена гордост го славиме духовното, историското и заедничкото наследство на Виница. Денешната свечена седница има посебно значење, бидејќи оддаваме признание на луѓе кои со својот труд, знаење, посветеност и успеси го представуваат на доброто од Виница. Нашите правенци на генерацијата се гордост и надеж за еднината, а сите добитници на плакети и благодарници се пример дека успехот се гради со работа, честност и љубов кон заедницата. Во име на општина Виница и во моје лично име ви упатувам искрена благодарност за се што правите. Вашето достигнување се инспирација за сите нас и потврда дека неголемата вредност на нашиот град Виница се токму незините луѓе. Настанот опфаќаше и пуштење во употреба на 2 спортски игралишта во општинското основно училиште Гоце Делчев. За мене како градоначалник нема поголемо задоволство од тоа да видам среќни и насмејани детски лица на нов современ спортски терен. Секој вложување во образованието и во младите е вложување во еднината. Затоа како локална самоуправа, особена гордост ја поддржавме реализацијата на овој проект. Верувам дека секој дете заслужува современи и безбедностни услови за учење, спорт и правилен развој. Упатувам и благодарност до владата на Република Македонија, која што постојано инвестира во сите општини, па така и во нашата општина, а така ќе продолжиме и во иднина, ќе инвестираме во образованието, во спортот и се со цел нашите деца да имаат подобра иднина. Празничниот амбиент во Виница беше присутен, а граѓаните со порака. Празникот е добро за секој, секој е празникот добро за секој човек.
Добро, да. Добро, убаво. Треба да продолжат. Убаво беше. Секој ден денеска гости ни доаѓа. Добро. Подвалденските свечености завршуваат утре со стендап комедија со Бојан Велевски, а која ќе се одржи во сината сала на Домот на културата Тоша Арсов. Сообраќајно безбедно се поврзуваат штипските населби Баби и Стар Караорман. Престои проширување на коловозот, изградба на тротоари и осветлување на целата тротоарска површина помеѓу двете населби, најави денеска градоначалникот Иван Јорданов. Општина Штип направи планирање на средствата со кои располага и веќе се започнати активностите најпрво за поставување на електрика, за поставување на канделабри со кои што ќе се осветли целиот потек од населба Баби до населба Караорман, третирање на тротоарски површини, односно изведба на тротоарски површини на самиот дел, кој ќе овозможни практично пешачка зона и пешачко поврзување на населба Караорман со населба Баби и со останатиот дел од градот. Приоритетно во случајов е нешто друго. Но она кое што го планираме како локална самоуправа е проширување, делумно проширување на патот, затоа што согласно стандардите овој патен правец има потреба од проширување за безбедно движење на автомобилите и користење на оваа сообраќајница. Сето ова од пари на општината, односно од граѓаните, а проектот чини. Вкупниот финансиски износ кој е обезбеден од парите на граѓаните, од буџетот на општина Штип е 7 милиони денари, пари со кои што ќе се работи на овие 3 фази. Етапно работиме. Она кое што е наша крајна цел е да обезбедиме соодветен сообраќај со можност безбедносно движење на пешаци и на автомобили на овој потек помеѓу населба Баби и населба Караорман и соодветно поврзување помеѓу општина Карбинци и општина Штип. Македонска каменица чекори напред со силен развоен интензитет. Десетици реализирани проекти веќе го менуваат изгледот на градот и го подобруваат секојдневието на граѓаните. Во патната инфраструктура ги завршивме локалниот пат Моштица Косевица со крак до Горанско мало, патот до Папурица во село Костиндол, рехабилитација на ударни дупки, изградба на подпорен зид и пропусти на пат кон село Цера. Таму населението добро знае дека дел од патот кој што ја врзува Македонска каменица со село Цера се уруши, така да направивме санација во најбрз можен рок. Во тек се поврзување на село Саса со село Цера, подготовки за асфалтирање на пат до Гребенско мало, исто така во село Цера, изградба на пешачка патека од населеното место до Павлич дол, некаде во должина од километар и пол. Се уредува ново детско игралиште, бројни јавни површини, модерно улично осветлување, тротоари, сообраќајна сигнализација и реконструиран здравствен дом. Планираме реконструкција на здравствениот дом, каде се одвоени значителни средства. Таа инвестиција ќе биде заеднички сорудник САСА. Тие одвојуваат 6 милиони денари, општина Македонска каменица во собствениот буџет планира 22 милиони денари. Замена на кров на енергетски ефикасна фасада во градинката. Тоа е проект кој што е аплициран преку Источно-плански регион, како и реконструкција на теретаната во куќата на спортот. За прв пат, нагласи градоначалничката Стаменкова, ќе се набави и ново возило за територијалната противпожарна единица. За територијалната противпожарна единица набавивме современа опрема од Дрегер. Можам да се пофалам и да кажам дека сме една од ретките територијално противпожарни единици кои што се опремени со овој вид на дрегери. Во тек е набавка на ново противпожарно возило. За прв пат во историјата на нашата територијална противпожарна единица ќе се набавува ново противпожарно возило. Паралелно се реализираат проекти за енергетска ефикасност, детски забавен парк и поддршка на културниот живот. Веќе сме во подготовка на Денот на диаспората, Каменичко културно лето и Бабина баница, која што на барање на пензионерите, заради тоа што беше планирана во месец јули, се одложи за месец септември, за да се избегнат горештините. Пред нас има уште многу работа, ќе продолжиме одговорно посветено со јасна цел. Македонска каменица да биде уште подобро место за живење.
Советот на општина Берово на денешната седница донесе одлука за покренување иницијатива за започнување постапка за трансформација на технолошко-индустријската развојна зона Берово во локална индустријска зона, согласно законските можности. Целта на оваа иницијатива е просторот да се стави во функција и да се создадат услови за секој домашен или странски инвеститор кој има интерес да инвестира во Берово, да може да добие соодветна локација за реализација на својата инвестиција. На овој начин очекуваме да се потикне локалниот економски развој, да се привлечат нови инвестиции и да се отворат нови работни места. Потенцираше градоначалникот на Берово Петар Ружински. Со донесувањето на оваа одлука започнува постапката, пошто иницијативата ќе биде доставена до владата и надлежните институции, кои треба да ги преземат понатамошните законски чекори за овозможување на трансформацијата. Во засилените сообраќајни контроли спроведени за време на викендот, полицијата евидентирала 1426 прекршоци, од кои 455 за пречекорување на дозволена брзина. Прекршокот по голема брзина од дозволената е еден од најчестите и само потврдува дека сообраќајната дисциплина и култура и понатаму се главен проблем во сообраќајот. Уште полошо, викендов околу 15% од возачите со возилата управувале безобзирно, што значи со брзина од 50 па до 100% поголема од дозволената. Поради безобзирно управување со возило, лишени од слобода се 64 лица, одземени се и 22 возила. Санкционирани се и возачи поради возење под дејство на алкохол, неносење заштитен шлем и сигурносен појас, како и поради нерегистрирани и технички неисправни возила, соопштуваат од МВР. Ваквиот приод кон сообраќајните прописи е гаранција за сообраќајни проблеми кои во прв план ги потенцираат пребрзото возење, но и дејството под алкохол, стимуланси и наркотици. Освен Скопје, до крајот на годината системот Безбеден град ќе биде имплементиран во целата држава, по што се очекува драстичен пат на сообраќајниот ризик. Необична сцена на едно од плажите на Јадранот неодамно го привлече вниманието на корисниците на социјалните мрежи и повторно ја отвори дебатата за резервирање место покрај морето. Турист објави видео од Пржно, Црна Гора, тврдејќи дека едно лице резервирало место на плажа со тепих. Видеото прикажува тепих оставен на песокот веднаш до брегот, додека во близината нема никој. И утре времето сончево и топло со температури до 32 степен. Ветрот со брзина од околу 14 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 36%. Температурите по градови се следни: Штип и Карбинци со по 32 степени, Пробиштип 30, Чешиново Облешево 32, Кочани 31 степен. Виница 30, Македонска Каменица 29, Делчево 30 степени. Температурата во Пекчево до 26 степен, во Берово до 27. Според православниот календар, утре е ден на светите Безсребреници, Козма и Дамјан. Во католичкиот Ангелина.